Денес сме тука во Битола да поразговараме за сите политички и економски активности што ги имаме пред изборите и за одредени потреби кои што општината, градот и населените места ги имаат, а треба да бидат вклучени во изборната програма која што треба да ја затвориме како коалиција за една недела и истата веќе пред изборите да може да биде представена на граѓаните. Главно ќе се движиме во насока на тоа што го имаме постигнато досега на економски план, а тоа е 2006 година во Заводот за вработување во Битола имавме регистрирани 28.000 вработени лица, додека сегашната бројка 2016 година е вработени лица, а сегашната бројка е 34.000 вработени лица. Тоа значи дека бројот на вработени лица пораснал за една бројка која што не е за подценување и тоа значи дека и во иднина ќе продолжиме да се бориме за отварање на секое ново работно место. Многу сме задоволни што извештајот на Светската банка уште еднаш ја рангираше Македонија на високото 10-то место во светот за водење на бизнис, за отпочнување на свој приватен бизнис. И знаете како е, кога ќе ве пофали коалиционен партнер, можеби ќе помислите дека тоа му е работа, но кога ќе ве пофали институција како Светската банка, тогаш тоа е признание за почит, кој што се надеваме дека ќе го почитува и ќе го признае и самата опозиција и да биде една водилка да се направуваме кој ќе направи повеќе за оваа држава на економски план. Тоа ни се главните цели и се надеваме дека во оваа изборна кампања нема националните интереси и државните интереси, двојазичноста, федерализацијата или други некои ризични работи да бидат употребувани како алатка за нечија желба да се врати на власт.